Почитувани граѓани, еве до каде одат лицемерните политики на Груевски и неговиот кум и министер за финансии Зоран Ставревски. Пред да стигнат лажните обвинувања и клевети дека министерката Ременски ги кочи проектите во Министерството за труд и социјална политика и правата на граѓаните на Република Македонија, сакам да и обелоденам кој е главниот кочничар на исплатата на средствата што ги очекуваат од Министерството за труд и социјална политика. И покрај уредно и навремено подпишаните и доставени за исплата обврски кон граѓаните и други субјекти, од средината на март во Трезорот во Министерството за финансии стојат нереализирани исплати кон граѓаните за породилно отсуство во висина од 195 милиони 69 448 денари, цивилна инвалидност 6 милиони 517 066 денари, мобилност и слепило 59 милиони 676 000 денари, постојана парична помош 30 милиони 132 282 денари, сместување во згрижувачко семејство 3 милиони 313 27 денари, парична помош за студирање 4 милиони 26 311 денари, детски додаток 10 милиони 291 42 денари, еднократна парична помош за новороденче 3 милиони 562 070 денари, родителски додаток за трето дете 207 милиони 723 161 денар, родителски додаток за четврто дете 11 милиони 729 412 денари, посебен додаток 35 милиони 783 890 денари или за правата од социјална и детска заштита за месец март вкупно 375 милиони 51 571 денари. Во Трезорот стојат неисплатени и средствата за заштитните друштва кои вработуваат инвалидизирани лица во висина од 64 милиони 402 617 денари. Средства за здравствено осигурување 8 милиони 689 231 денар. Средствата за бањите кои даваа услуги за бањско-климатска рекреација на пензионерите во висина од 10 милиони 755 522 денари, паричната помош за граѓаните за опожарени куќи и лекување во висина од 240 денари и други, или вкупно неисплатени близу 12 милиони евра. Го повикува министерот за финансии Зоран Ставревски веднаш да ја одблокира исплатата на неисплатените права на граѓаните и да престанат манипулациите со ранливите категории на граѓани на кои овие средства можеби им се единствени месечни примања. Благодарам. Повелете прашање. Благодарам за прашањето. Убаво е што денеска на ова пресконференција и ова прашање се отвара, бидејќи нашиот демант во врска со овие написи кои што беа популарни пред 20 дена, го имаме и на официјалната веб страна на Министерството за труд и социјална политика, но во контекст и во светлина на интервјуто на министерот за транспорт и врски за една од телевизиите вчера, сакам да ги отфрлам и да ги демантирам сите овие обвинувања кои што доаѓаат на моја сметка, се однесуваат за некакво блокирање на доделување на социјални станови на ранливи категории на граѓани. Имено станува збор за следново. По сите спроведени процедури од страна на Министерството за транспорт и врски со помош, логистика и целокупен увид на состојбите од страна на центрите за социјални работи, во изминатиот период е спроведено
рангирање врз основа на нивната апликација и софтвер на сите апликанти кои што аплицирале за социјални станови. Министерството за труд и социјална политика во делот на таа комисија учествува со двајца представници. Целокупната постапка ја води Министерството за транспорт и врски. По прибраните целокупни документации, по внес на сите податоци во системот и софтверот на Министерството за труд и социјална политика е направена прелиминарната листа на добитници на социјални станови. Меѓутоа, од сите 76 рангирани во прелиминарната листа на Министерството за транспорт и врски, за Министерството било спорно само едно лице, кое што е едно од најдобро рангираните лица и на прелиминарната листа и на листата на апликанти од Центарот за социјални работи во Прилеп, кој што припаѓа на категоријата деца без родители и родителска грижа. Од страна на транспорт и врски до Министерството стигна барање да се направи дополнителен увид во условите во кои што живее ова лице, за да се констатира истото тоа што веќе еднаш го констатира комисијата, и тоа е направено од наша страна и е доставено мислењето до Министерството за транспорт и врски. До денеска, од неразбирливи причини, Министерството за транспорт и врски упорно одбива да ја обезбеди или да ја прогласи за конечна токму таа прелиминарна листа, на која што воопшто не е спорно ниту едно лице, па ни лицето на кое што се алудираше. Во тој контекст, ова е уште една манипулација со ранливата категорија на граѓани, како што спомнав и во претходното мое кажување, и денеска до Министерот за транспорт и врски упатувам јавно барање за извинување по однос на оваа клевета, што ја упати до мене, и ќе стоиме на нашите заложби Министерството за труд и социјална политика да се грижи подеднакво за сите граѓани во социјален ризик. Повелете други прашања? Овој пресек, значи, денеска што е направен по однос на сумата која што стои неисплатена на Трезор при Министерството за финансии, е со денешна состојба. 20. Па значи вака, многу од овие ставки јас ќе ви ги поделам, ќе ги имате. Значи, доставувањето или поднесувањето за исплата е некаде, некои исплати датираат и од 13 март, да кажеме, затоа не случајно ги опфатив сите оние права и суми кои што се неисплатени од средината на март до денеска. А за кој период важат, за февруари и за претходно? За март, меѓутоа и за претходно. Правата за март месец. А денеска сме 25 април, значи доспеваат обврските за исплаќање на априлските права, а се уште немаме исплата на мартовските права од социјална заштита, детски додаток и сите останати.